Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Во оваа емисија зборуваме за медот и неговите лековити својства и широката примена која има во лекување на многу болести. Медот е богат со јаглено-хидрати. Овој природен прехранбен и лековит производ се употребува против изнемоштеност и слабост на организмот. Хранливата вредност на медот уште повеќе расте благодарение на витамините и минералните состојки. Внесувањето гликоза на организмот му дава енергија и го зголемува количеството на гликоген во црниот дроб, што ја зацврстува антисептичката улога на црниот дроб. Организмот станува поотпорен на различни инфекции и отрови. Со медот на изнемоштените лица им се подобрува количеството на хемоглобин во крвта, се надоместува изгубената телесна тежина. Корисно е медот да се зема и при туберкулоза, но најраспространет начин на употребување на медот е во исхраната. Со тегла мед, ореви и суво грозје до челичен имунитет. Познато е дека монасите кои живеат во манастирите се свртени кон природата и често користат природни лекови кои се запишани во светите книги. Тие обично живеат на чисти, високи планински места и сами одледуваат својата храна, а познати им се и тајните на билките и нивната лековита моќ. Затоа оваа комбинација од само неколку природни состојки е многу здрава и ефективна за подобрување на имунитетот. Потребни состојки: 350 грама мелени сецкани ореви, 350 грама суво грозје, 350 грама рендан морков, сок од 4 лимони и 1 тегла природен мед. Сите овие состојки добро се промешуваат и се собираат во тегли. За драстично опаднат или слаб имунитет се земаат 3 супени лажици дневно, наутро, на ручек и навечер. За одржување на здравјето од оваа смеса треба да се конзумираат по 2 лажици на ден. Во летните месеци е добро да се чува во фрижидер. Видливи ефекти има по користење на лекот во период од 1 до 2 месеци. Природниот јаболков оцет во комбинација со медот е одличен лек на кој многу стручни лица му припишуваат надприродна моќ и сметаат дека треба да стане дел од секојдневната исхрана. Еве неколку рецепти кои се докажале успешни за лекување на некои болести и проблеми. Против главоболка, испијте 1 чаша вода во која ќе растворите 2 лажици мед и 2 лажици јаболков оцет. Против хроничен замор, измешајте 3 лажици јаболков оцет со шолја мед. Ставете во тегла и да се зема секоја вечер пред спиење по 2 лажици од оваа мешавина. Против изгореници, нанесете неколку пати на изгореницата јаболков оцет и мед. Тоа ќе спречи појава на пликови и ќе ублажи болката. Лекување на висок крвен притисок. Во народната медицина медот се употребува со сок од зеленчук. Потребни се: чаша сок од цвекло, чаша сок од морков, чаша сок од рен. Изренданиот рен треба да стои во вода 36 часа, сок од 1 лимон и чаша мед. Сите состојки добро измешајте ги. Земајте по 1 лажица 2-3 пати на ден, 1 час пред јадење или 2-3 часа по јадење. Лекувањето трае 2 месеци. Земете чаша сок од морков, чаша сок од рен. Изворедниот рен треба да стои во вода 36 часа. Додадете сок од 1 лимон и чаша мед. Измешајте и земајте по 1 лажица 3 пати на ден, 1 час пред јадење или 2-3 часа по јадење. Цвеклото ситно изрендајте го, исцедете сок, измешајте го со мед, земајте по половина чаша 3-4 пати на ден пред јадење. 1 лажица цвет од ливадска детелина, прелите го со 1 чаша зовриена вода и оставете го да стои половина час. Процедете го и додадете мед. Пијте по половина чаша 3 пати дневно. Меден рецепт за мирен и лесен сон.
Народната медицина смета дека медот е најдобро средство за мирен и лесен сон. Ако тешко заспивате или имате лесен сон, а по будењето не можете повторно да заспиете, треба да употребувате мед. Ако секоја вечер јадете по една лажица мед, набрзо ќе имате дремка, односно ќе заспиете. Ако една лажица мед во текот на вечерта не ви е доволна за цврст сон, или ако некој настан ви изфрлил од рамнотежа, употребувајте го следниот нареден рецепт. Во помала чаша со мед додадете 3 лажички јаболков оцет. Чувајте ја во спалната соба и земајте 2 лажички пред да ве фати сон. Половина час по легнувањето ќе заспиете. Ваквото средство е подобро од медицинските препарати за спиење. Медот е добро средство за спиење, но народната медицина смета дека во комбинација со јаболков оцет е уште поефикасен. Дејството на медот врз организмот и рецепти со мед и алоe вера. Медот се зема со лажичка задржувајќи го во уста што е можно подолго. Се конзумира со чај, млеко или сок. На возрастните им се препорачува 100 грама, а на деца 30 до 50 грама дневно. Корисно е медот да се зема при долги исцрпувачки болести, интоксикација во текот на процесот на заздравување и по операција. Народната медицина препорачува при туберкулоза медот да се зема со млеко, но и со различни масти, путер, масто гуска и слично, и со други висококалорични состојки. Често пати се додава и сок од алоe. Еве неколку рецепти. 100 грама мед, 100 грама путер, 100 грама масто гуска, 15 грама сок од алоe и 100 грама какао. Измешајте и загрејте ги. Не треба да провријат. Земајте по една лажица со чаша топло млеко 2 пати дневно, наутро и навечер. Листовите алоe измијте ги, исечкајте ги и исцедете сок. 150 грама сок од алоe измешајте со 250 грама мед, 350 грама црвено суво вино и оставете го да стои на темно место на температура од 4 до 8 целзиусови степени, 4 до 5 дена. Се препорачува по една лажичка дневно, половина час пред јадење. Листови од алоe старо 3 до 5 години, чувајте ги на темно место на температура од 4 до 8 степени 12 до 14 дена. Листовите измијте ги, исечкајте ги и прелите ги со врела вода во однос 1:3. Оставете ги да стојат 1 до 1,5 час. Добиениот сок процедете го. Измешајте 100 грама сок со 500 грама мелени ореви и додадете 300 грама мед. Земајте по една лажичка 3 пати на ден, половина час пред јадење. Измешајте мед и свежо приготвен сок од целер во однос 1:1. Земајте 3 пати на ден по 2 лажици. Медот може да биде и како лек против чир на желудник и 12-прсното црево. Потребни се 100 грама мед, 100 грама путер, 11 грама листови од алоe, 100 грама какаово прав. Измешајте ги состојките и загрејте ги на пареа. Земајте по една лажица со чаша топло млеко, 2 пати дневно, 1 месец. Потребни се 250 грама мед, 350 грама црвено суво вино, 150 грама сок од алоe. Смесава оставете да стои 7 дена во затворен и темен сад. Земајте 3 пати дневно, 2 часа пред јадење. Првите 7 дена земајте по една лажичка, другите денови по 2 лажички. Листови алоe од 3 или 5 години стара билка. Чувајте ги 12 до 15 дена на темно место на температура од 4 до 8 целзиусови степени. Потоа листовите измијте ги и сечкајте ги. Така подготвени прелити ги со превриена ладена вода во однос 1:3. Смесата оставете да постои 1 до 1,5 час. Истедете го сокот и 100 грама сок од алоe. Измешајте со 500 грама мелени ореви, додадете 300 грама мед, земајте 3 пати дневно по една лажица половина час пред јадење. Во Библијата и Куранот се препорачува јадењето на мед како здрава храна и лек за сите болести. Во средниот век многу народи од светот го користеле медот како состојка во сладки јадења, а од тоа време потекнува и употребата на медовината како значаен пијалок.
Сестрани истражувања на пчелините производи се извршени во 20 век и со нив се потврдени нивните хранливи диететски и лековити својства, опишани од древните поети, уметници, мудрици и научници. Пчелните производи имаат многу сложен, многокомпонентен состав со идеално избалансирани состојки, кои со меѓусебното синергетично дејство представуваат прави катализатори и биостимулатори за човечкиот организам. Драгоцените природни состојки во овие производи се во вид на концентрат, што значи со волуменски мали количини во организмот се внесуваат неопходните заштитни и лековити материи. Со употреба на пчелните производи, луѓето го способуваат својот организам сам да се спротивставува на многу заболувања, а во консултација со антитерапист може да помогнат и при лечење на одредени заболувања. Како пчелите ги собираат смолистите материи и го произведуваат прополисот? Механизмот на собирање на смолистите материи и производството на прополис детално го опишал Мауер. Појавата и функционирањето на рефлексот за барење на извори и собирање на прополис го возможуваат лесно испарливите ароматични компоненти, кои се содржат во лепливи материи кои ги издвојуваат папките на некои растенија кои делуваат на хоморецепторите на антените на пчелите. Пчелите привлични од овие мириси обично се стари повеќе од 15 дена и не се во голем број. Смолестите материи пчелите ги зафаќаат со своите усни делови и ги разлекуваат во дол конец додека се откине. Истовремено со развлекувањето испуштаат и секрети од мандибуларните жлезди кои помагаат во обработка на лепливата смола. Одвоено парче смола збогатено со секрет го обработуваат со нозете и го ставаат во корпите во кои се пренесува и полен. Кога ќе се врати во пчелното живеалиште, пчелата не се ослободува само од прополисот, туку чека на ѕидовите од кошницата други пчели кои користат прополис да ја ослободат од товарот. Една пчела дневно одлетува по прополис 3-4 пати, при што еднократно носи товар од околу 10 мг, а вкупниот дневен принос по пчелно семејство е околу 1 грам. Според поправко, ако се прифати дека годишно има околу 50 дена поволница со бирање на прополис, тогаш годишниот принос по пчелно семејство е околу 50 грама, а толкави се потребите на едно пчелно семејство. Овој прополис може да се зголеми на 250 до 500 грама, па дури до 1 килограм, со поставување на помошни справи во кошницата. Прополисот се собира првенствено кон крајот на летото и во есен, кога нема нектар, и многу ретко на пролет. Тенденцијата на различни видови и подвидови пчели да собираат прополис не е еднаква. Кавказската пчела користи најголеми количини од европските подвидови, додека видовите пчели распространети во Индија воопшто не собираат прополис. Мет и млеко со карамфилче и цимет, пијалак на неделата. Млекото е одлично за хидратација, регулирање на крвниот притисок, намалување од ризикот на кардиоваскуларните болести, а медот е одличен за сладувач, извор на енергија, ја поттикнува потрошувачката на масти и има антибактериски својства. Карамфилчето, освен како зачин, е многу лековито, помага при лекување на респираторни и дигестивни проблеми. Тоа е стимуланс, локален антисептик и благ анестетик. Затоа зимава пијте топла напивка од 250 мл млеко, 2 големи лажици мед, едно карамфилче зачинето со цимет во прав. Останете во добро здравје и грижете се за себе и земајте го најдоброто што ви го нуди природата.